На најмладите и наставниците сакам да им порачам две работи. Ова се години кога учите за две многу значајни вредности, а тоа се семејството и татковината, за нашата Македонија. Ова е пораката што по повод почеток на учебната година до првачињата ја упати премиерот Христијан Мицкоски, кој заедно со градоначалникот на Киселавода Орце Ѓорѓиевски го посетија основното училиште Кирил Пејчиновиќ. Мицкоски на првачињата им посака среќни училишни часови и денови, а на останатите ученици среќна и успешна учебна година. Набавка на еколошки автобуси и редизајн на улиците за да станат пристапни за велосипедисти и пешаци. Ова го најави кандидатката за градоначалник на Скопје од СДСМ Каја Шукова при средбата со представниците од ЗИП институтот и учесници во првото граѓанско климатско собрание. Поддршка ќе добијат домаќинствата за премин кон еколошко грејење со субвенции и долгорочни решенија, што ќе намалат зависноста од загадувачките извори. Ако сакаме почист воздух, мора да се справиме со реалниот предизвик затоплувањето во домаќинствата. Тоа е нешто за кое зборував и пред 5 години и тогаш тоа не беше популарно. Денес е значајно за сите, истакна Шукова. Во Македонија постои партија која го блокира градот Скопје, која не дозволува да се набават нови автобуси, а лидерот на таа партија ги награди советниците со следните позиции: 3 пратеници, 1 министер, 2 заменици министри, директори на јавни институции и шеф на кабинетот на премиерот, изјави кандидатот за градоначалник од редовите на Левица, пратеникот Амар Мециновиќ. Партијата ВМРО за градоначалник на Скопје ќе го поддржи независниот кандидат, професор на Европскиот универзитет Александар Рашковиќ. Нашиот град заслужува нова енергија, визија и модерна перспектива, напиша Рашковиќ на својот Facebook профил. Верувам во едно Скопје кое ќе биде поуредено, зелено и модерно, град на култура, креативност и можности за сите, стои во објавата на Рашковиќ. Во трката за градоначалник на Карпош влегува и Невена Георгиевска, поддржана од независната граѓанска иницијатива Независни за Карпош за заштита на Карпош. Носител на советничката листа ќе биде Татјана Чакулев од О2 иницијатива. Екипа турски експерти предводена од Бајрам Вардар, кој има потекло од Скопје, е ангажирана за изработка на развојниот мастер план за општината Чаир. Тимот кој ќе го води кандидатот за градоначалник на Чаирот Влен, Изет Меджити, ќе ги искористи искуствата од турските стручњаци во урбанистичко планирање, архитектура и просторно управување. Бајрам Вардар претходно работел како урбанистички советник на турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган за развојот на Истанбул. Веќе неколку дена кандидатот за градоначалник на Карпош од ВМРО ДПМН Сотир Лукровски собира идеи и предлози од граѓаните за поубав, поурбан, позелен и похуман Карпош. Се надеваме дека заеднички сето ова ќе го ставиме како дел од нашата програма и веднаш од почетокот на самиот мандат ќе пристапиме за што подобар Карпош заедно, вели Лукровски. Пожарите на цела територија на главниот град се изгаснати, информира Центарот за управување со кризи, откако вчера на повеќе од 10 локации гореше низ Скопје. Ден после гаснењето на пожарите, скопјани се жалат дека во некои населби се уште се чувствува мирисот на чад како последица од пожарите. Освен чадот, последица од еден од пожарите беше и неколку часовен недостиг на електрична енергија во аеродром. Над 19.000 платни налози за сообраќајни прекршоци се издадени во август од страна на полицијата. Од нив 6730 прекршоци се за возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење. Според извештајот на МВР, 82 лица биле уапсени, од кои 46 за возење под дејство на алкохол, 10 за возење под дејство на наркотични средства, 2 за возење во забранет правец и 24 за возење со брзина поголема од дозволената. Можеме да замислиме колку од овие прекршоци се направени во Скопје, каде што сообраќајната култура е на многу ниско ниво. По прекинот од неколку часа, скопјани повторно можат да го користат 192 за пријавување на каков било настан или за добивање на информации од полицијата. Секторот за внатрешни работи Скопје извести дека се отстранети техничките проблеми и повторно е во функција телефонскиот број 192, кој граѓаните можат да го користат за било каква пријава или информација.
Мурал посветен на Бушава азбука од вчера го краси Девар Маало во чест на 40 години од првото емитување на култната детска серија. На отворањето на муралот се обрати режисерот на забавната емисија Слободан Унковски, кој кажа дека оваа емисија е културно наследство.